Метафората со топката, која честопати се користи во политичката реторика, зборува за времето, местото и за начинот на кој треба да се одвиваат одредени процеси. Генерално се употребува кога се сака да се покаже отсуство на иницијатива и акција од тој што во моментот треба да ја преземе. Ова се времења кога треба лидерство и храброст. Ова се времења кога треба да се носат одлуки, не да се префрла топката. Јас да ја префрлам кај Чомоски кај мене и така да се играме по цел ден. Обидувајќи се да не ја префрла топката политичката номенклатура од блиското минато, без многу калкулации, без поддршка, ја прифати награди мислејќи дека ќе направи пас со кој може да стигне до голот. Дури беа сигурни дека префрлиле на противничкиот терен, па ја делеја и на други, демек веќе непотребна за лидерите во лигата. Целиот свет знае што ние направивме. Така да топката веќе не е во наша половина. Топката е во Софија. Ама кабинетските тренинзи не се доволни, со нив не се стекнува форма за да се продолжи мечот. Туку внесуваат нервоза во тимот, кој разбирливо не може да го оствари посакуваниот резултат. Играта тогаш е нормално да ја преземе некој друг. СДСМ ќе се однесува одговорно, но топката сега е во рацете на новата влада предводена од Христијан Мицковски. Актуелната гарнитура ја прими и неколку пати се обиде да ја додаде не само во Брисел, туку ја шутна и преку океанот, надевајќи се дека во тој периметар ќе се најде плеймейкер што ќе ја прифати и на општо задоволство ќе овозможи успешен контранапад. Но ниту овој надпревар како и вообичаено не е таков како што се очекуваше дека ќе биде. Играта секогаш се одвива по точно утврдени правила. Правилата не се менуваат во текот на играта што ни се случи нам. Сега, што ако е топката од офсайд или што ако е топката со фаул фрлена во игралиштето? Тоа значи дека пак мора да се чека некој судија да свирне недозволена позиција, слободен удар или публиката да ја врати во игра. Токму затоа треба да се имаат предвид како легитимни видувањата за начинот на кој треба да се однесуваат учесниците во надпреварот. Малку да бидат возрастни, што се вика, сериозно да се однесуваат. Не да се однесуваат како налутено дете, кое што му го земале фудбалот или топката. Забелешката е значајна, но само ако лутината не се користи за стекнување симпатии, а предавањата за некои чувени авторитети кои алоцирале топката не представуваат упорен обид да не се виде тоа за што сте избрани. Спортскиот речник го слушам. Понекогаш ме нервира. Фрлени топки, топката е во дворот, ама ако ви фрлат рагби топка, а треба да играте кошарка, проблемот е голем. И на крајот, проблемот не е мал, ама ситуацијата не е безизлезна. Еве, ако се изразуваме фигуративно, ќе топкаме топката, ќе се сноѓаме како знаеме и умееме, но повеќе овој народ таков тип на отстапки, без да има гаранции од страна на Европската Унија и без да има испорака од нашиот источен сосед, нема намера да ја подаде. Додека трае таа игра, најтешко е на трибините. Не за друго, туку затоа што без оглед каде, кога, што и со каква топка се игра, Македонија секогаш била фаќана на кондиција.